Благодарам. Вчера немавме време да продискутираме на актуелнава тема која што не може да не биде спомената, бидејќи се носат закони со европско знаменце за заштита на животната средина, а во меѓувреме во Република Македонија се случуваат скандали од огромни размери по однос на заобиколување на стандардите на Европската Унија по однос на увоз на токсични материи, а кои што се прикажуваат како мазут. Сите сте сигурно погледнале сторијата која што деновиве ја потресува јавноста, а особено оние кои што се занимаваат со животната средина, па ме интересира што вие како Министерство за животна средина превзимате по однос на прашањето кое што е актуелно и не сме да не биде актуелно, и кои се вашите активности што ги превзимате. Вчерашното мое дебатирање со колешката Маја Морачанин беше само дебатирање помеѓу двајца пратеници кои што практично и немаат механизам како да се спротивстават на се она што го слушаме деновиве, поготово ако се точни наводите дека Мак Петрол има собствена лабораторија која што покажува резултати кои што не се соодветни или не се точни доколку тоа е вистина. Значи, моето конкретно е прашање по однос на ова што како законски решенија се носат, и пак ќе го повторам и вчерашниот мој став, џабе ние носиме закони со европско знаменце и ги усогласуваме, ако се уште во државата имаме луѓе кои што и текако за лукративни сопствени причини наоѓаат начини за ова европска регулатива да биде заобиколена и сето тоа да биде и текако уновчено за нивна потреба, а да го масовно трујат народот и да имаме една загадена животна средина. Би сакала навистина доколку имате одговори на овие мои прашања и секако легитимни како пратеник да ми одговорите. Благодарам. Благодарам, има збор пратеник.